Добро вечер и добре дојдовте во најновото издание на Лица, вечерва во живо од студиото на Еден ТВ. Доколку имавте прилика во текот на изминатите денови да ја гледате најавата за тоа кој е вечерва соговорник во Лица, тогаш предпоставувам и знаете. Се работи за министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. И сега можеби е тоа изненадување за многумина со оглед на тоа што досега барем во Лица немало актуелни политички имиња, поточно имало едно или две, но не биле, би рекла, на вака висока позиција. Тоа не значи дека луѓето кои што се во политиката немаат своји лични приказни, своји лични мотиви, постапки, порази и победи за кои што можеме во Лица во 60 на минути да зборуваме очи во очи. Оливер Спасовски важи за еден од луѓето кои што уживаат најголема доверба кај актуелниот премиер Зоран Заев, а ние вечерва ќе зборуваме и за тоа како се стекнува таа доверба и како во политиката да се остане истраен, но од една човечка димензија. Останете со нас. Еве, ја сменивме позицијата од стоење, сега сум на седење. Добро вечер за Оливер Спасовски и добре дојдовте во Лица. Благодарам на поканата, благодарам на можноста денеска да позборуваме. Кажав на изненадување на многумина, сите, можеби не сите, но добар дел очекуваат дека ние вечерва ќе зборуваме на некакви големи политички теми. Јас нема да можам некои работи да прескокнам, затоа што тоа е дел од вашата кариера, дел од вашето секојдневие, но секако политиката нема да ни биде, односно прашањата од политиката нема да ни бидат главниот фокус. И супер е што се согласивте да го направиме ова сега пред крајот на годинава. Па и политиката е дел од животот, нели? Да, но да пробаме малку повеќе да ја заобиколиме. А во тој контекст не може да заобиколиме дека токму денес беше поднесен предлог за ваша интерпелација. Со зборови дека нестручно го водите министерството и дека сте најнеспособен министер. Како тоа еден политичар го доживува? Па видите, за мене е нормална демократска постапка која што може да биде покрената, интерпелација. И тоа аз би рекол, кога поднесуват интерпелација без некакви аргументи, тоа говори дека сепак нешто сте направиле, нешто сте сработиле во овој период. И јас ја доживам како можност да поразговараме со пратениците во собранието за сите тие наводи кои што се во делот на интерпелацијата. Ја очекувам да ја добием интерпелацијата. Имаме право на одговор кој што треба да го доставиме до претседателот на собранието, тоа ќе го направиме и после ќе разговараме и на седница на парламентот. Јас сум присутен скоро на сите пратенички прашања до сега што се одржале во подготвен да одговорите на се. Со желба и со целосен респект према собранието, заради тоа што јас бев долгогодишен пратеник. Факт е дека многу малку прашања ми поставиле. И се отвара прашањето ако имало било какви проблеми, потреби и така натаму, зошто тоа пратениците не го направиле и во некој посебен момент, во актуелен момент за одредена тема. Секој последен четврток во месец сме таму во собрание и овој четврток ќе бидеме во собранието. Јутоа, сепак, ова е како една од алатките во демократијата и јас сум подготвен да одговориме на сите прашања и дилеми кои што ги имаме на ниво на аргументи на факти. Она што денеска го слушнав како најава за интерпелацијата, тоа беа само паушални кажувања да се каже нешто како причина за поднесувањето на интерпелацијата и тоа е добро да се чујат сите аргументи кои што ги имаме, да ги спротивставиме. Така, јас во најавата реков дека ќе зборуваме за тоа кој е Оливер Спасовски. Не сум имала досега прилика да ве гледам во интервјуа каде што зборувате за себе, за собствените амбиции или како што реков победи, порази и така натаму. Па за да одиме со некаков ред, секако ќе почнеме со тоа што конкретно почеток на политичка кариера. Во СДСМ, откако
Предпоставувам знаете за себе, или од некоја далечна 90 и некоја? Да, па јас станав член на Социјалдемократскиот сојуз веднаш после полнење на 18 години. Значи, постигнувањето на полнолетството во октомври наполнив 18 години и официјално во ноември се зачленив во Социјалдемократскиот сојуз и како семејство сме лево ориентирани, идеолошки поврзани со социјалдемократијата и тоа беше мојот најголем мотив да влезам во политиката, да дадам максимум во развој на социјалдемократијата. Дополнително, бидејќи сум од Куманово, потекнувам од Куманово, знаете дека и таму социјалдемократијата веќе долги години обстојува, се развива, од таму потекнуваат многу идеи, од таму се отворија многу перспективи, силни поддршки и така натаму. Најголемите спротивставувања дури во времето на режимот на Никола Груевски. Јас сум навистина горд на сите овие години поминати во Социјалдемократскиот сојуз, тоа е веќе 24 години. Повеќе, така. Но почетоците во тоа што е локална власт, нели? Прво како па да, јас општински секретар, советник на градоначалник. 4-та година станав член, земав активно учество во партијата, во изборните процеси, се она што може да се работи од обичен член, од месен одбор на партијата, таму каде што живееш во непосредно соседство и така натаму, за да дојдеме до развој. И никогаш целта не ми била за да влезам и да дојдам до одредена позиција, туку да работам, да ствараме нешто за социјалдемократијата. Навистина тоа беше еден период со многу елан и љубов се работеше во Социјалдемократскиот сојуз. По професија, за Куманово. По професија сте правник, но се чини дека политиката некако рано или на време ја преокупира. Го преокупира и животот и тоа што еве во моментов е професија реално. Да, јас сум дипломиран правник и мојата цел во животот не била да се бавам со политика. И тоа најмалку па да се бавам професионално со политика. Како ја носите тогаш таа одлука? Кога ми беше да завршам студии, да станам адвокат, да работам во адвокатура. Меѓутоа, 99-та година во Куманово се формираше едно временно раководство на општинската организација на СДСМ. И во тоа временно раководство, од раководството во партијата, бев предложен и јас како член на председателството на Социјалдемократскиот сојуз во тој период. Меѓутоа и тоа не ми беше основната причина да не влезам професионално да се бавам за тоа што учев, туку едноставно сметав дека добро влегувам во раководство на партијата, ќе дадам колку можам да дадам максимум тука во општинската организација, а дека ќе си продолжам, ќе се посветам на мојата професија. Меѓутоа, знаете, сите кажуваат кога ќе влезете во политика, многу тешко ќе може да се излезе од тој круг. Секој еден кој што се занимава со политика ќе ви каже дека тоа може би и некаква зависност од создава зависност од ангажмани, од работење и така натаму. И во тој период навистина реков се работеше со многу ентузијазам, со многу љубов, со големо другарство, со почитување на членовите меѓусебно и така натаму. Сето тоа ствараше и нови врски. За да 2000 година и на моје лично изненадување, еден поголем дел од влијателни членови на СДСМ во Куманово ме предложија да бидам и секретар на општинската организација на СДСМ во Куманово. И тогаш практично една поголема одговорност превземам во рамките на општинската организација. После следуваат
Јас дипломирам, следуваат локалните избори 2000-та година, исклучително важни беа и за Куманово, меѓутоа и за Македонија. СДСМ тогаш беше опозиција. Куманово победи во прв круг избрав ме градоначелник, тоа беше Слободан Ковачевски. Реков, тоа беше периодот и можеби и на него му должам најмногу заради тоа што ме зема во неговиот кабинет, во кабинетот, учев од него, имаше многу што да научиш. Значи вака се на се сите можни или барем потребни чекори во градењето на некоја кариера, ако се почнете така од локално ниво, за да се дојде до ова. Од првиот чекор, значи јас не сум во политиката некој кој што доаѓал наменски за да земе одредена позиција. Тоа значи дека Оливер Спасовски во 2000-та не ни сонувал дека ќе биде министер за внатрешни работи еден ден. Сигурно не. И многу таа амбиција не постоела. Не постоела таа амбиција и никогаш до сега никогаш не сум правил сметка за тоа што ќе бидам во наредниот период. Јас се посветувам максимално на тоа што сум во одреден момент. Јас не се работев во општината со сиот мој капацитет, со исто таков елан паралелно со тоа и во партијата. 2003 година станав член на претседателството на СДСМ на Македонија. 2005 година станав организационен секретар на партијата, работејќи во општината. Дојдоа и би рекол се препознаа квалитетите и така натаму. И добро тогаш ајде вака наивно да прашам, тогаш со што се Оливер успеа да ја задолжи партијата или како успеа да го препознаат тој капацитет кај него за само со работа, ништо. Така школски скалило по скалило растава политичка кариера. Само со работа и со ништо друго. И политичките кариери, и работните кариери, успех во било кој сегмент од животот може да постигнете само со работа. Ако доаѓате наменски за одредена позиција, тоа многу кратко трае. Затоа што посебно во политиката работењето, стварањето на врските помеѓу луѓето, тоа другарство кое што се гради, запознавање на нови личности и така натаму, тоа е најголемото богатство. Вие важите кога ќе ги прашам вака колегите, вашите колеги конкретно, за човек кој што е многу силен на терен, така ве карактеризираат како човек кој што знае да излезе на терен во комуникација со обичниот човек, со народот, веројатно умеете многу убаво да придете. Знаете, и да го кажете веројатно тоа што сакаат да го слушнат. Јас сум сватил и од моето семејство, меѓутоа и од обкружувањето, дека најважно е да бидете човек и да останете човек. И ако во работите приоѓате преку една таква човечка димензија, тоа се препозна. И точно јас за тоа што се борам и како идеја и како цел, тоа е нешто заедничко, затоа сакам да ја барам поддршката, затоа не се штедам во ниту еден поглед, правам се да поразговарам со што е можно повеќе луѓе. Како изгледа тоа денес, кога сте биле во опозиција и кога сте оделе меѓу народот, реториката е една, сега кога сте од позиција на власт, реториката е малку поинаква. Имате ли разлика вие во личниот пристап сега кога зборувате со обичниот човек? Видете, нема голема разлика во пристапот. Тоа све зависи од ветувањето, се зависи исти или апсолутно, вие ако ги давате ветувањата морате и да ги реализирате. Така е. И јас барем се трудам да држам до тоа правило. И тоа е нешто луѓето што го препознаваат. Меѓутоа, верувајте, најмногу од се луѓето сакаат да го сослушате секој човек, да кажете добар збор, да може да ви ги кажат своите проблеми, отворено да разговарате. Не секогаш е некаква желба или интерес,
нешто да се направи. Првенствено нешто што го бараат граѓаните. И тоа што многу политичари во минатото и сега знаат да речат, па да, знаете, луѓето идат, бараат многу, јас не можам да удоволам и така натаму. Ја мислам обратно, дека луѓето не бараат многу. И тоа бараат внимание. Практикувате ли вие да решавате проблеми преку телефон? Додека сте со некој од обичниве луѓе? Практикувам да разговарам со луѓето и да помогнам се што можам да помогнам. И тоа, знаете, ако сакате да имате систем во државата, не треба да бидете глумец. Не треба едно да правите, а да ни се случува тоа што не се случуваше во минатото. Ајде сега на брзина ќе го ставиме телефонот на интерфон и ќе решиме работата. Работите може да се решаваат и преку систем, преку функционирање на институциите. Тука е нашата борба. Тоа е нешто што треба да го направиме сега како власт, како политичари. Инаку, знаете, се створија и такви навики кај граѓаните. Тој клиентелизам кој што се промовираше на сцена, тоа е нешто исто така што тешко се менува. И тоа ќе дојде момент, јас сум длабоко убеден, заради тоа што сите овие реформски процеси кои што течат, се тоа на што треба да го направиме во минатото е да создае систем. И граѓаните да бидат задоволни кога ќе можат да остварат одредено право преку системот. Инаку секогаш ќе има потреба и на некого да се помогне и лично да се ангажирате за одредена состојба. И тоа апсолутно не ми е ниту тешко, ниту ми е нешто што ми е непознато. Секој ден многу контакти, предходниот многу телефонски систем разговори, не навикна на тоа дека треба да пишуваме SMS пораки, лично на премиери, сигурно по 20, по 30 средби дневно за да се решат проблеми во кабинетот за разни потреби кои што ги имаме и во министерството. Практикувам често да сум на терен. Вие можете да следите тоа, го правам и јавно и преку медиумите, дури за време на викендите, за празниците и така натам, знаам често да бидам со граѓаните, со луѓето, и тоа е нешто што треба да биде првенствено за да останеме луѓе. Да, затоа колку сте отсутен, веројатно најдобро знаат дома, но што е тука. Тоа е најголемиот недостаток е на луѓето во семејството. На политичката кариера има своја цена. Цената е таа. Во период кога станувате генерален секретар на партијата, значи сега сте веќе високата партиска структура, кажав и во најавата, важите за еден од луѓето кои што веројатно ја имаат довербата, една најголемата доверба од премиерот Заев. Во тој период се случуваат и бомбите. Во тој период партијата и партиското раководство веројатно е пред еден од најголемите, ако не е најголемиот предизвик што дотогаш го имала. Таа целата приказна за тоа како се слушаат бомбите, кој ги слуша бомбите, кој одлучува кои бомби ќе бидат пласирани и така натаму, останува и понатаму некако како мала тајна, односно се откриваат детали кои што се вака површни. Од она што успеав да го дознам од разговорот со вас, токму вие сте човекот кој што прв пат, односно меѓу првите, ако не и првиот, дознава од премиерот дека поседувате такво нешто. Па видите, ние доаѓаме како раководство на партијата во тежок период. И за СДСМ, така, и за Република Македонија. Период во кој што во јавноста се презентираше преку медиумите дека се е розово и дека се е добро. И залудно ние се трудевме во собрание како политичари на терен и така натаму да објаснуваме за одредени состојби. И тоа многу тешко се прифаќаше кај граѓаните. Знаете, ќе дојде ситуација во која што ќе се случат некои настани, ќе ги видиме тие наставени или не сакаме да ги видиме. Главна беше таа слика која што ни ја продаваше власта во тој период. Ние дојдовме како ново раководство, председателот Заев за председател, јас генерален секретар, Радмила Шекеринска за заменик председател на партијата. И тоа е навистина
време со многу предизвици. Како да ја реорганизираме партијата, како да ја покренеме против машинеријата на Социјалдемократскиот сојуз, за да се спротивстави на таа машинерија која што беше окупирана државата од неја и така натаму. И тоа беа моменти во кои што навистина требаше многу мудрост, многу енергија, многу непроспиени ноќи, многу голема поддршка ни требаше за тоа од семејството и тука мислам дека го имавме и најголемиот успех заради тоа што имавме таа потпора која што најмногу значеше. Дојдоа после тоа предвремените парламентарни избори 2014 година. Вие знаете дека нели Груевски и ВМРО нон-стоп распишуваа предвремени парламентарни избори. Заради тоа и 2014 се распишаа тие парламентарни избори да се нанесе удар на новото раководство на Социјалдемократскиот сојуз. Меѓутоа тука се случи еден момент кој што никој не го очекуваше. А тоа е неприфаќањето на пратеничките мандати после тие избори, заради тоа што навистина тие избори беа наместени избори, украдени избори и така натаму. И ние тоа го кажавме веднаш во 19 часот после завршувањето на изборниот процес. И тоа, за нас тоа беше јасно како јадро на раководството на партијата. И ние знаевме зашто се бориме и која е нашата цел. И тоа многу тешко можеше да се објасни. Имавме ситуација во која што не разбира овие кои што се внатре во СДСМ, членовите, и тоа сосема разбирливо. После губење на парламентарни избори, продолжување на агонијата која што траеше со години назад. Сега викаат луѓе, еве ги сега повторно нова агонија, не прифаќаат мандат пратенициве. Што ќе се случува понатаму? Наспроти тоа ги имате граѓаните кои што и тие не веруваа, заради тоа што веруваа повеќе на пропагандата на Груевски дека тој навистина ги добива изборите, без при тоа да размисли некој дека на ден или два пред изборите ви го кажува резултатот, бројката на гласачи. Трето, многу тешко беше да бидеме разберени од меѓународната заедница во тој период. Што ние, уствари, сакаме да постигнеме со сето тоа. И тоа е периодот кога ја започнуваме практично фронтално таа битка, отвораме со сите наши средства и веќе тука... Се сеќавате ли на денот кога Заеви кажа што поседува? Да. Каква беше вашата реакција? Јас, видете, тој момент кога дознав ми, ако имав јас одредени информации претходно, кога ми соопшти председател дека имаме, односно дека има такво кршење на човековите права, такви случувања се случуваат во Република Македонија, за мене тоа беше предизвик. Да направиме се да го изнесеме тоа пред македонската јавност, и тоа, од друга страна, да го направиме толку мудро, што нема да ја донесеме во ризик целата таа операција. И многу тесен круг за тоа разговаравме на почеток. Колку мина? Без многу детали. Тоа бевте вие? Па да, јас председателот и заменик председателот на партијата Раднува. Многу дилеми се отворија, многу прашања кои што требаше да ги пресечеме сите ние. Најголемиот проблем беше што таа тежина ние мораме да ја носиме на грб. Не може да ја споделиш со никој друг, освен помеѓу нас. И како поминуваше времето, мораше да планираме и стратегија како тоа да се случи. Контактите кои што ги имаше председателот, меѓутоа како тоа ќе успееме да го пласираме во јавноста, како ќе го најавиме пред граѓаните, што е тоа што го имаме, и се случи тоа во септември месец некаде 2014 година, дека
поседуваме одредени разговори, тогаш прв пат председател ги нарече бомби кои што треба да ги објавиме. И тогаш имаше една недоверба и кај членовите и кај граѓаните. Меѓутоа се почувствува дека нешто се случува во државата. Се почувствува една колебливост и кај граѓаните, меѓутоа и кај членовите, дека навистина ова што овие од СДСМ го збореа во минатото е можно да... Да, вие се соочувате со недоверба и од своето членство, и од тоа што е партија, и од граѓаните. И тогаш, како се отворија тие дебати, така почнува се повеќе и повеќе членови, граѓани, да се приклучуваат на јавните собири кои што ги имавме низ Република Македонија. И тоа не е мал период. Некаде од септември па до... Колкав дел од сето тоа успеавте лично да слушнете? Видете, тоа е огромен материјал кој што беше отстапен на Социјалдемократскиот сојуз. И тој беше отстапен заради тоа што луѓето кои што го отстапија, ги дадоа материјалите, ние ги знаеме тие луѓе, и во оваа прилика сакам да се заблагодарам на сите, и на Ѓорѓи Лазаревски, и на Звонко Косовски, на професорот Верушевски, заради тоа што тие проценија дека само тогашната опозиција има капацитет да го изнесе тоа пред лицето на јавноста, меѓутоа и сето тоа да излезе пред лицето на правдата. И... А селекцијата која правеше? Ние во партијата ја правевме. Ние во партијата ја правевме и принципот дека јавниот интерес мора да биде запазен, првенствено за тоа што ќе го објавиме да биде од јавен интерес. Ако знаете дека имало преку 1 милион разговори, ако имало многу СМС пораки, транскрипти од разговорите и така натаму. Што ве згрози најмногу од тоа што го слушнавте? Па видите, нема што не згрозуваше во тој момент. Секој нов разговор беше ново изненадување. И своите разговори кога ги најдов, например, се сеќам на разговорите и тие се предадени во обвинителството, кога ние практично преговараме за законот за следење на комуникациите. Од една страна јас како представник на Социјалдемократскиот сојуз, 2012 година е некаде тоа. Од друга страна Гордана Куловска како тогашен министер за внатрешни работи. И тука има некаде 11-12 разговори. Практично целата таа меѓусебна комуникација која што имаме за промени во законот била прислушкувана. Тука се вклучува во еден момент и Трајко Вилјановски како тогашен председател на Собранието, покажувањето на Гордана дека овој Комуњаров не попушта во делот на барањата на СДСМ кој што ги има, да се вклучи тој како председател на Собрание да побара од мене да имаме некаква помека позиција во тој дел и така натаму и така. Така да многу работи не шокира. Влијаеше ли целиот тој период на вас како човек и како некој што ете веќе длабоко влегол во политиката да влие да ве направи, не знам, можеби многу посилен и поуверен во тоа што го работите? Видете, целиот овој период на опозиција што го поминавме од 2006 година до денеска влијаеше многу на сите нас. И веројатно тоа не направи да бидеме и борбени, и силни, и да се спротивставиме таму кај што ретко кој се нафаќаше тоа да го прави. И сепак пак ја повторам и ќе истина храброста на председателот Заев, кој што беше лидер во целиот тој процес. Ние поминавме многу тешки периоди. Еве денеска е денот црниот понеделник кога ни сфрла од Собранието. 2012 година, 6 години се. И тој момент беше момент кога сите нас не јакнеше, солидарноста во редовите на опозицијата се зголемуваше и моменти кои покажаа дека здружени и обединети мора да се спротивставиме, инаку режимот ќе јакне се повеќе и повеќе. Така, вие сте подоцна првиот избор за прв човек во Министерството за внатрешни работи.
Ја имавте таа привилегија да бидете дури министер и во владата на Груевски како министер за внатрешни работи, но сега сте веќе цврсто на ова позиција во овој владин кабинет. Раководите со веројатно едно од најобемните и најтешките министерства од кои што секојдневно се бараат многу одговори. Знаеме ние дека кога се појавувате пред јавноста ве прашуваат многу често одговорите се дека истрагата е во тек и дека нештата се уште во процедура. Во вашиот мандат се случува и убиство на Никола Саздовски, на Мартин Јанушев, па имате уапсен советник од кабинетот, потоа имате разрешување на директорот на БЈБ заради службеното возило во Грција, па ја имате и полицајката со пајакот. Така што многу прашања се поставуваат и се упатени на ваша адреса, а не често имате одговор. Јас ја признавам, природата на работата која што ја работите, но дали во тој контекст, не знам, се гледате себе си, онака како што функционирале и вашите претходници или вашата претходничка, или се трудите тоа да не биде така? Не, јас ниту сакам да се гледам како што работеле моите претходници, заради тоа што тоа е многу лошо за државата. Па ние се боревме против тој систем како... Дали вие имате лична борба со себе си кога сакате да дадете многу одговори, а не можете или не сакате? Не, јас во делот на постапките кои што се водат во она што го работи Министерството за внатрешни работи, мој прв врвен приоритет беше да бидеме транспарентни во јавноста. Затоа ги споменав овие случаи кои што беа најчесто споменувани во јавноста како прашања што бараат одговори. И знаете, сега првата работа која ми ја кажа во Министерство кога разговаравме на колегиум околу транспарентноста, сите вика: министер, ве молам, немојте да бидеме толку транспарентни. Да, полицијата секогаш важела за едно од најзатворените. Знаејќи дека ни се случува многу работи кои што воопшто не ги презентира на јавноста во минатото. Знаејќи дека ВМРО ДПМН проба да скрие многу тешки кривични дела, убиството на Мартин Нешковски. Разни исчезнувања на луѓе, убиства и така натаму. Од, не знам, полесни... Добре, вие имате случаи кои што можеби не се од таква природа, но се уште се чекаат одговори. Мојата цел беше, ние мораме транспарентно пред граѓаните да кажеме за се оно што ни се случува во Република Македонија. И тоа го правиме. Значи, во билтенот, како видите, на Министерство за внатрешни работи, сите настани кои што се пријавени во одреден момент, тие се прикажуваат во јавноста. Тоа што можеме да соопштиме до крај, ние го соопштуваме. Таму кај што се водат постапките, ќе ги соопштиме во моментот кога ќе бидат завршени тие постапки. И тука, јас и јавноста ја разбирам. Знаете, во 11 годишно режимско владење, со многу страв за да проговорите јавно против функционерите, да кажете свој став, своје мислење, да барате прашања дури и одговори. А впрочем, на вас не треба да ви кажувам за режимот, вие сте жртва од тој режим и како ми кажате на почетокот, денеска е денот кога... Денеска е денот, да. И вас ве апсат. Меѓутоа, ретко луѓето тогаш се нафаќаат да влезат во конфликт со било кој, па да носат одредени последици. Сега тоа се отвори. Јавноста сега веќе слободна може се да каже, да разговара и така. И така треба во едно демократско општество. И ние сега затоа имаме и многу прашања, многу одговори, имаме многу експерти, сега знаат, секој во Македонија знае од секоја област како треба, што треба и така натаму. Меѓутоа, ние сме должни да ги даваме одговорите кои што се заснуваат на аргументи и на факти. Инаку, вакви настани како што ги набројавме, имало во Македонија, има и ќе има понатаму. Тоа не е нешто што... Добро, вие сте свесен, ама ете, во исто време сметате дека сте транспарентни, значи многу по-транспарентни од претходните. Тоа се покажува во јавност и на така, еве
самите ја фрливте ракавицата за тоа колку е денов значаен, еве јас како жртва на режимот и што се случи на денешен ден пред 10 години. Па така не може да ми избега прашањето како ви побегна Груевски. Видите, тоа е прашање, јас очекувам дека ќе дадеме комплетен одговор пред јавноста врз основа на сите аргументи. Сакам да знаете дека Груевски не му помогна на МВР, сега ќе кажете. Да, не му помогна на МВР, не јас да кажам. Тоа е Не, мислам, тоа го кажувате цело време. Тоа е фактичка состојба. Тука, дали има пропусти на системот? Да, има пропусти на системот, сигурно. Сега се отварат многу прашања зашто тоа се случи. Да, но ние некако навикнавме, а не сакаме да навикнеме на тоа да се префрла топката од една во друга институција. Не, јас не говорам овде за префрлање на топката. Јас само говорам на тоа дека на овој случај треба да видиме каде ни е порозен тој систем. За да можеме и понатаму да преку законски механизми се јагне тој систем и да не ни се случуваат вакви настани. Сега има многу прашања кои што можем јас лично да ги поставам зашто е тоа така, па да се даваат одговорите во делот на Груевски, ама сакам да заврши до крај истрагата и јавното обвинителство да излезе и да и каже сите последно јавното зошто тоа се случи. Инаку многу прашања има отворени. Па добро, и Груевски и Бошковски побегна и нели. Груевски не беше првиот, се надеваме последниот. Нив ги знаеме како јавни личности и предизвикуваат најмногу внимание. А ако земете статистика колку има избегано, и тоа тешки криминалци, од издржување на казни и така натаму, ќе видите дека таа е голема бројка. И таа била во континуитет низ годините. Вие имате таа среќа или несреќа со ваква звучни имиња да се занимават. Во едно демократско општество тоа се случува. Во авторитарни режими се постапува на сосема друг начин. И затоа реков јас, граѓаните од една страна посакува демократија, слобода и така натаму. На секој од нас ни пречеше следењето незаконско, прислушување незаконско, влегување во приватните животи на луѓето. Ама кога ќе дојде сега одреден момент, првото прашање, да, мораше МВР да го следи и да оди под него, иако тоа е незаконски. Значи, тоа е нешто што не можеме да го прифатиме во овие. Господин Спасовски, сте имале ли закани по живот? Па секојдневно добивам такви закани. Зависно од настаните кои што биле, интензитетот на заканите биле такви. И по закани по мојот живот, закани по животот на членовите на моето семејство. Како го штитите семејството? На моите соработници. Како го штитите семејството? Ние поминавме еден тежок период, не само како семејство, него и како структура која што влезе во Министерството за внатрешни работи во тој период на ВМРО ДПМН на власт, во таа техничка влада која што е, и во исто време да направиме се да ги земеме сите материјали, сите документи кои што беа за да се помогне на специјалното јавно обвинителство и да се обезбедат доказите кои што ги имавме. И тука работиме сите заедно. И специјалното јавно обвинителство, и истражителите во специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа имаше многу голем елан, голема енергија да успееме во тоа што сме го започнале. И секакви тие закани кои што ни беа упатувани директно и индиректно од структурите тогашни во МВР, од структурите високо позиционирани во тогашната власт, блиски до Груевски и така натаму, ни беа само уште поголем мотив да истрајаме во таа наша битка. И знаете, луѓето викаат кога се борите за правда, стигнуваат и резултатите. Меѓутоа, многу се навикнавте ли такви... се навикнавте ли да се движите, да функционирате со обезбедување 24/7 околу вас? Знаете, тоа е можеби најтешкиот дел од работата, заради тоа што губите некоја слобода, сте биле човек кој што може да се движи секаде. Сега постојат одредени
протоколи и правила кои што мора да ги почитувате. Меѓутоа тоа е дел од работата и дел од животот. Кога сум слободен, претежно за викендите, во моето кумано, таму сум порелаксиран, послободен, можам не од аспект дека во било кој друг град не сум слободен. Сум, меѓутоа таму службите превземаат и посебни мерки, што е нивна работа, не можам јас тука да делувам на обезбедувањето, меѓутоа добро е кога сте порелаксирани, да седнете со пријатели на кафе, да поразговараме, да Добро реков. Се видиме со луѓето. Се има своја цена. Своја цена. Кога влегувате во МВР, ако нешто најмногу го најавувате и сакате да го нагласите, тоа дека структурите внатре во МВР ќе доживеат големо проветрување, да се види кој е кој, што е што, нели кој со што се занимавал изминатите години и како ете режимот влегол во сите пори на ова министерство. Нели тоа проветрување беше многу најавувано. Докаде сте во тој процес или можеби уште поинтересно што беше најфрапантно, можеби нешто со кое што се соочивте при согледувањето на целата состојба внатре? Па видите, најмногу што ме фрапираше во тој период кога влегов како министер, со еден мал тим на луѓе. Добро. И со целосно поставена структура на Груевски, на Чавков, на Мијалков и така натаму во МВР. А тоа беше она што го слушнавме ние во бомбите, во разговорите, дека МВР е МВР и дека се е ставено во функција на партијата. Замислете, можеби 10 пати повеќе беше во реалноста тоа така. И некои случувања кои што ни беа во рамките на МВР, за мене беа незамисливи дека е можно да се случува во институција која што треба да биде столб на безбедност. Што, например? И тоа е затоа говорам за рушење на систем. Еве ќе ви кажам еден пример. Имавме една ситуација во која што требаше да се изврши една проверка во информатичкиот систем на Министерството за внатрешни работи, и тоа проверка која што ја бара институциите. Побарав од одговорниот да се заврши таа работа. Ми рече, да, министре, ќе ја завршиме. За кратко време ме побара уште еднаш на телефон, рече, да, ама да знаете дека за ова видување ќе знае директорот на УБК. Му реков, како ќе знае директорот на УБК? Па рече, се она што се работи во МВР мора да знае. Е однесено во компјутерот на директорот на УБК. И тој има увид на сите работи кои што не се случувале. Тоа беше запрепастувачки за мене. Сите знаеме во државата дека целата држава беше ставена под контрола одредени луѓе, со уцени, со закани, со притисоци кои што ги имавме. И тоа таа контрола тргнала од Министерството за внатрешни работи. И замислете ви, од министер па до било кој вработен, да може еден човек да ги следи, за да може да видат што пребарува, што гледа, што бара во одреден момент и така натаму. Па целосната инфраструктура на Министерството ставени во рамките на партијата. Па, например, Унијата на жени на ВМРО да има неколку возила кои што си ги користи директно за работа во партијата од страна на Министерството за внатрешни работи и така натаму и така натаму. Значи, некои незамисливи состојби кои што беа. Јас тогаш објавував многу од настаните. Доделување на обезбедување, државата да обезбедува многу лица од тагашната гарнитура на ВМРО ДПМН кои што нема никакво право да бидат обезбедувани, да се трошат ресурси на Министерството и низа на други работи. Затоа реков јас дека врвен приоритет мора да биде департизацијата, професионализацијата и декриминализацијата, заради тоа што во тој момент ни се случува и такви настани. Затоа ги правиме сите овие реформски процеси кои што ги започнавме, кои што еден дел завршивме, кои што се во тек, воспоставуваме нови механизми за работење. Ние сме прва институција која што воспостави една ефикасна, ефективна реформа, тоа е реформа на следењето на комуникациите со формирањето на
НОТА. Да, оттаму се почна и мора да завршите како што треба. И сега, еве веќе во подготовка ни е еден концепт за целосен ветинг на вработените во Министерството за внатрешни работи. Има ли партиски вработувања сега? Од актуелната видите, јас, значи, во делот на раководната... Јас така ќе го поставам прашањето, еве најобично. На раководната структура на Министерството за внатрешни работи, најголемиот дел, значи над 90% се луѓе кои што се долги години во Министерството за внатрешни работи и тие кадри ги црпеме за да ги поставиме на одредени позиции, додека вработувања оние кои што ги направивме врз основа на критериумите на квалитетот кои што треба да го исполнат. Ќе ви кажам пример. Јас распишав конкурс за прием на 500 полицајци во МВР. Претходно имавме конкурс кој што беше распишан од ВМРО за 600 полицајци. Селекцијата која што тие ја правеле на кандидатите траеше 2 недели. Селекцијата која што ова раководство на МВР направи траеше 11 месеци. И сите критериуми беа запазени се со цел да дојдеме до квалитетни кандидати да бидат полицајци. Јас разбирам дека ќе има лобирања за еден за друг и трет кандидати, тоа било и ќе биде. Кај нас викаат да имате врска да се вработите, во Европа тоа го нарекуваат препорака да се вработите, меѓутоа тоа е суштината на едно исто. Меѓутоа, дали системот ќе функционира зависи од тоа дали ќе изберете кандидати кои ги исполнуваат условите. На крајот од кришата, како ќе направиме добар полицаец, како ќе направиме добар инспектор. Значи треба да има добар материјал за една таква работа. Во Македонија во последните години модерно стана да се амнестираат луѓе или кои се под сомнение или кои што се веќе осудени. А за политиката има еден погрден збор кој што еве сега нема да го употребам, но прашањето ми е колку треба политичар, човек од политиката, да голта, па да голтаме и сите ние, нели, поради тоа, за да трае. Видете, како и секој човек, така и политичарите. Многу од работите нема да зависат само од желбата на тие што ќе ги носат одлуките. Многу одлуките треба да се носат и за интересот општ, поширок, поголем интерес од тој што е дали е тоа еден личен или моментален интерес. Па видите, ако мислите сега за законот за амнестија кој што се донесе во собранието, тоа не е поширок, тоа е еден од најголемите интереси за Република Македонија. И политичарите имаат задача не да гледаат денеска, не да гледаат пред себе. Тие мора да гледаат подалеку. И подалеку. И преку ридот зад зидот. И ако ние сакаме да ги реализираме нашите цели, да влезе Македонија во НАТО, да ја гарантираме стабилноста, безбедноста, а со тоа да ја развиеме економијата и така натаму, ние мораме да дадеме некој влог и да правиме одредени отстапки. Кои се луѓето од најблиското обкружение на Спасовски? Која има вашата доверба овој пат? Па видите, сигурно дека... Тоа се луѓе од партијата или... Имам луѓе од најблиско обкружување кои што се и од партијата и кои што не се од партијата, кои што ми се блиски, пријатели, кои што биле цел мој живот заедно со мене, во кои што премногу си веруваме едни на други, премногу се поддржуваме во одредени сегменти и јас најмногу се потребам на таквите врски. Затоа што навистина се може да гледате кај човекот. Во тој контекст сите можни карактеристики, меѓутоа за мене лојалноста е најважната работа и најважната карактеристика кај луѓето и мислам дека големо обкружување без подценување треба да гледате на секој човек без разлика кој што е и како е, со каков статус е во општеството, тој има собствена вредност. И мене може да ме видите да седам и со
најобични луѓе во кои што има многу голема доверба, кои што имаат голема доверба во мене, на кои што секогаш во секое време можам да им кренам телефон и да побарам нешто од нив, или обратно тие да побарат нешто. Реков дека ќе прашам што па до што сметате за тоа што е ваш најголем пораз и што е ваша најголема победа. Но пред да ми одговорите на тоа, ќе ве прашам не дали не во контекст на тоа дека веќе се шират муабети или некој типува на тоа, јас ќе ве прашам директно дали имате амбиција за еден председателски кандидат. Видете, кога зборуваме нели за порази или за победи, посебно од аспект на мојата учество во политиката, на активностите кои што сме ги имале, имало и победи и порази. И од едното и од другото ми беше прашањето колку можете да излечете најголемо од едното и најголемо од другото. Да го излечете и од победата и од поразот. Од поразот сигурно да бидете посилни, да научите од грешките таму кај што сте ги направиле. И сум имал јас и падови и во политиката, и во мојот развој, меѓутоа никогаш не сум се откажал од натамошни активности, од моје делување и од моите ставови и принципи. Мислам дека тоа најмногу ми допринело да се одржам. Второ, никогаш не сум се откажал од луѓето што биле околу мене, до мене, со мене и така натаму. И тоа го сметам како најголема победа. Затоа што сметам дека во целиот тој период, без разлика и на победите, на поразите, останав човек и сакам да бидам едноставно со тие луѓе со кои што сум бил и во едниот дел и во другиот дел. И тогаш гледате дека најголемата вредност е токму тие луѓе кои што се и во поразите со вас. Генерално како најголем пораз, не само мој, и на Македонија, го сметам периодот на 11 годишното владење на ВМРО. Значи тоа и човек да ве праша приватно, овој одговор би го добиле? Па видите, јас приватно немам од што да бидам незадоволен. Имам прекрасно семејство, имам две ќерки, родители со кои што живееме сите заедно, со прекрасни пријатели, другари и така натаму околу мене. И од тој аспект ја немам од што да се жалам. И тоа поразот го гледам токму во тој момент. Оливер Спасовски, каде што сите заедно председателски кандидат, ми беше вториот дел од прашањето. Видете, јас сега сум посветен многу на ова што сега го работам, да успееме да направиме добри реформи, да воспоставиме еден систем кој што ќе функционира без разлика на тоа кој ќе биде утре министер во Министерство за внатрешни работи, да ги завршиме тие процеси кои што ги бараат од нас, кои што се наша потреба. Многу ангажиран во овој дел на работењето и тоа не го сметам како нешто наметнато, туку напротив, со љубов. И јас и мојот тим го работиме и сметам дека во овој момент е најважно да бидеме насочени на тие реформи и да бидеме насочени на процесот кој што значи уставни промени и чекорување на Македонија напред, а се надам дека за многу скоро, на почетокот на јануари, ќе можеме да седнеме и да размислуваме за сите наредни политички чекори кои што тоа не значи дека некој нема да ве предомисли од ова што можев да го слушнам. Може да се најде некој друг што ќе ја продолжи таа реформа. Сега не размислувам во тој правец. А кој ќе дојде моментот, ќе размислуваме и ќе оцениме што е најдобро за Македонија, тоа ќе направиме. Добро, ние стигнавме некаде на крајот од овие 60 на минути, но вистина поминаа брзо, барем мене ми поминаа брзо. Од ова што можев да го слушнам од вас и тоа што го имам како впечаток е дека важите за истраен и упорен, ако ништо повеќе, што е многу важно. Сакав да
поставам прашања и за тоа колку оваа работа трпи суета и колку суетата е добар одбранбен механизам во борбата против сите ветерници што може да ги има еден политичар. Видите, суетата ништо добро нема да донесе. Ниту во политиката, ниту во приватниот живот, ниту пак Затоа ја во бизнес. потенцирав како одбранбен механизам. И мислам дека посебно во политиката со суета не може да направите ништо. Не функционира тоа така. Не функционира заради тоа што, знаете, луѓето не сака да ја гледаат суетени, дека вие сте најдобри, вие сте најпаметни, вие најмногу знаете се. Луѓето сака да ви видат приземен човек, кој што сака да разговара, кој што сака да споделува мислење, да биде отворен, да биде искрен и тогаш кога прави добри работи, тогаш кога греши и така. Како ќе му одговориме за крај на обичниот човек кој не сака можеби многу политика, но за жал политиката е толку длабоко влезена во животот на сите нас, што нели си ги знаеме и министрите и сите политичари, нели како се викаат и како изгледа, па на крајот денот и се најголеми звезди можеби, нели нивното појавување на телевизија може да значи гледаност и нели да го имате вистинскиот противник седнат до некој и така натаму. Тие ток-шоуа што во светот се вистински ток-шоуа со некакви други звезди, кај нас го прават политичарите. Како ќе им одговориме на луѓето што велат дека им е доста и од политичарите, и од нивната реторика, и од нивните ветувања? Виде, само со работа, со развој на државата, со правење односно преземање на чекори и мерки кои што ќе изградат систем во Македонија, меѓутоа тоа не се прави за една година. И јас таков правилен развој ќе не олабави малку од политичариве, сигурно, тоа е сигурно. Јас разбирам дека очекувањата беа и се големи кај граѓаните, мислејќи дека денеска завршува ерата на груевизмот и на ВМРО-ДПМН и од утре сите перспективи ќе бидат отворени и сето останато, меѓутоа тоа не е така. Системот треба да се гради. Јас сум задоволен од тоа што се прави во државата. Ја очекувам дека во 2019 ќе се видат и тие ефекти на изградба на систем и на економски план. Јас го посакувам тој ден кога политичарите нема да бидат најголеми звезди, кога луѓето нема да знаат за министрите, тоа посакувам, кога децата нема да зборуваат за политика и да ги препознаваат политичарите, току ќе разговараат за некакви други теми. Го посакувам денот кога реалниот сектор, економијата ќе биде врвот на желбите на граѓаните. Секој би сакал да работи некаде во приватна фирма наспроти администрација и тој момент ќе дојде. Затоа се бориме за овие високи цели. Така, тоа е идилично, тоа е таа розова слика која што влегувањето во НАТО и во Европската унија, за тоа е таа борба. Так. Тоа ќе ни гарантира успех, сериозен напредок, стабилизирање на системот, заради тоа што верувајте, најголемиот дел од граѓаните на Македонија кои што заминаа надвор од Македонија, не заминаа заради немање на финански средства или немање на можност да обезбедат финански средства, заради немање на систем. Заради тоа што чувствува дека тие едноставно се подценети во овој систем кој што владее во Република Македонија. Имате многу успешни, многу богати луѓе кои што биле во Македонија, заминаа надвор од Република Македонија. И повторно се таму успешни. Тоа само говори дека мора да изградиме систем, да изградиме држава, нормална држава, европска држава, која што ќе ги практикува таквите вредности на однесување. И затоа граѓаните мислам дека заслужува да го добијат тоа, заради тоа што поминаа премногу години на транзиции, на разни промени. Да. И затоа е многу тешко процес, така. Многу тешко да се влее надеж кај луѓето, дури за нешто што е реално, за кое што има реални основи да не се случи во минато. На многу работи не ни се верува, тоа е тоа. Спасовски ви благодарам што вечерва бевте со нас, ви посакувам и следната година да ви биде исто толку успешна како и оваа, ако ви било успешна. Јас ви благодарам на вас. Еве, во предвечерието на Божиќ, сакам да им честитам на сите граѓани
католици. Да, вечерва е, тоа го заборавивме. Да им честитам Честитаме Божик. Божич, Така да им е. посакам многу здравје, среќа, а на вас да им посакам исто така многу успех во новата 2019 година, многу среќа, здравје, љубов. Така е. Ви благодарам уште еднаш, честитки и за вас како и Благодарам. А вам ви благодариме за вниманието и се гледаме повторно за 7 дена на 31. Лица ќе има свое специјално издание. Останете со програмата на 1 ТВ.